Денеска ќе падне и првата задача од мене како премиер до сите министри, а тоа е водењето на обврската на оно што сме ветиле пред граѓаните. Што очекувам од нив во првите 30 дена, што очекувам во првите 100 дена, што очекувам од нив во првите 180 дена. Очекувам да го подготват извештајот и да соопштат на јавноста каква е состојбата по сите ресори, за да биде честно тоа поставено, но очекувам да дадат решение на она што представува евентуален проблем по самите министерства. Реков, немам намера да бидам министер за се и се што. Секој министер ќе си ја преземе својата одговорност, од нив очекувам решенија, а не проблеми овде во владата. Секако тие постојат како проблеми, но со лепезане решенија очекувам да се појават на состаноците, за да може да се носат одлуки и час поскоро да се експедитираат како решенија, за да може граѓаните да тоа го осетат. Денеска е 5, јас верувам дека денеска пензиите ќе легнат на пензионерите. Истовремено, ако тоа денеска не се случи, најкасно утре ќе се случи, го изменеджиравме целиот процес, но како ќе соопштува министерот за финансии состојбите финансиски во државната каса, така ќе знаат и медиумите и сите вие. Сакам да знаат и пензионерите, и јавната администрација, и стопанството, дека правиме се, државата да биде целосно капацитетна со финансии, да троши пари, директно, пуштајќи ги кон граѓаните, заради тоа што, според мене како економист, успехот на владата е да акумулира повеќе средства, секако од најбогатите најмногу, и да ги пушти назад час поскоро за употреба на сите, заради тоа што тоа го зајакнува севкупниот промет. Немам чувство првично дека треба нешто да не плаши, нешто да биде незгодно. Се менаџираат севкупните процеси, како и добиваме информациите, така ќе ги споделиме со граѓаните.